ја користиме оваа прилика да се сретнеме со вас и да се навратиме на оние убави времења кога вие настапувавте за победа. Незаборавни, значи не само за вас, туку и за тие што доаѓаат да ве гледаат. Еве, јас би почнал со 1987 година. Тогаш вие како генерација добивте шанса како млади деца играчи од страна на стручниот штаб предводен од Кирил Аневски Тумано и таа шанса ја искористивте. Ајде да се подсетиме на тие времења кога постигнавте 7 победи соред, потоа беше нерешен резултат. Како се случи тоа? На што се сеќавате? Па беше утакмицата беше да се оди во Титоград и неколку правотимци беа повредени. Значи зборувате за првото гостување успешно што? Првото, тоа беше од тука почна, да. И мојата прва утакмица. Моите 5 минути. Беше сабота. Јас легов во 85-та минута. Беше сабота. Сабота беше, да, и во петок во последниот тренинг тренерот вика спасе ти че патуваш. Јас не бев ни во план, меѓутоа со повредите на постаните и така. Не ни планирав дека ќе играм таму, дали за мене беше доживле да седиш на клупа таму со тие постарите играчи, да не ги бром, таа генерација беа страшни сите. И како беше резултатот, беше 0-0 и 85-та минута ми вика тренерот Кирил Аневски, Бог да го прости. Значи, оди загревај се, јас ако дете и така ми беше и малце чудно, знаеш, не да не сакам, јас со душа чекав да влезам. И само вака ми се исполи, вика, оди загревај се, и јас станав. Како беше, вика, влегуве. Скоро беше 90-та минута. И како за стреќа и не стреќа, првата топка фајчање и не знам како, знам како го постигнав гол и сега го имам пред мене. Само ја пласирав топката пред голмана, издриблав еден-двајца играчи и победивме со 1-0. Тој беше победоносен гол? Да, 1-0 победивме и се враќаме во автобусот, може и некој од играчите не го знае ни моето име. И после враќањето ни сприле победи, спасе, а не го знае никој. Не зна кој е спасе. И така започна, како што рековме, како што рече ти за овие млади играчи, ете така започна со една доверба, меѓутоа понатаму се исплати таа доверба на тренерот, не само јас и Тони Наумовски. Колку е добро да тргни убаво една кариера, еве од Титоград? Па добро се, ова е... Колку тоа значи за еден поттик, за еден млад човек? Ајде да не речиме е знаење, квалитет, меѓутоа, ете, јас мислам малце истреќа на прв додир на топката, да постигнеш гол и да донесиш 3 бода на гостување на таа втора лига, тамошна беше страшна, из Југославија. И така си дојдоме со 3 бода и веќе другата недела стадионот беше полн. Да, другата недела овде дојде ОФК Београд, еден клуб кој има одиграно многу прволигашки сезони во Југославија. Да. Каде што имало големи звезди. Сега, значи цела недела се движи атмосферата, се загрева, се прегрева за тој дерби напред. Сега младиве фудбалери, вие што сте успеавте во Титоград, меѓутоа како сега против еден гигант како ОФК Београд, што размислувате цела недела? Како се движеше, што се случуваше? Па добро, знаеш како после една победа се враќаш тука, тренираш, знаете како доста народ идеше на тренинзите само. Значи атмосферата одма се подигна на високо ниво и веќе се очекуваше дека победа, без разлика ОФК Београд што беше јак, добар тим и значи помислата на сите играчи, на управата, на публиката веќе се зборуваше низ градот како да се победи ОФК Београд. И ете успеавме во тоа. Мислам дека беше 2-0. Мислам дека резултатот беше 2-0. ОФК Београд победа 2:1. 2:1, Бичи сепак знаменниот гол постигна. Два гола ги даде Гунев, да. Еве се потсетуваме на тие убави моменти. Да. Значи поминале доста година, мајте гледаш. Не забораве да не напревар. Не заборавам. Значи дојдовме во ситуација, го победивме и тој надпревар.
Значи веќе за следното коло на гостување веќе се мислеше само да се донесат 3 бодови. Значи, Ја мислам дека другата, трета утакмица беше Металург. што се однесува уште малку за победа ОФК Белград. Значи, ОФК Белград доаѓа со најдобриот состав. Сега пред неколку години овде тренер на победа беше тогашен играч на ОФК Белград. Крчмаревич. Значи тој настапил за ОФК Белград и тој се сеќаваше на тој амбиент, полни трибини, од сите страни вика имаше тапани, што беше необично за тоа време. Значи навивањето беше во Прилеп страшно. Секогаш победа кога имала добра екипа. Значи цел стадион како што се гледа вака, јас по мое откако почнав да играм, ние само што ќе стапнеме тука пред да влеземе во теренот, значи ти излегува од една енергија, една енергија, значи со еден мотив каде што треба да даеш, знаеш дека треба да даеш, така треба утакмицата да се победи. На оваа публика на 10-15 илјади гледачи, значи ти имаш како се вика одговорност. Не само јас, него зборувам за цела екипа, 10-11 играчи плюс цела екипа на клупа со тренерите, публиката, значи не смеш да си дозволиш да кикснеш. Ако кикснеш во Прилеп, значи во тоа време беше дека 2 дена не смеш да излезеш од дома. Така беше. Значи народот беше загран и веќе се навикна на победи, така и ние се чувствува. И така дојде и третата победа со ред. Мислам дека со ОФК Белград овде беше третата, вкупно, ако сметаме и домашната со Мајданпек првата. Сега одите во Скопје со Металург на Железарница. Да, сега со Металург 0-1, чинам дека вие го постигнавте тој победа со гол. Да. И ко сега се сеќавам, со глава беше, со глава ме удри во левото рамо и центаршот на Гунев беше, да, од десна страна. Од десна страна, како сега го гледам. Еве, заслужена радост на прилепчаните, тогаш вестниците беа како медиум многу популарни. Еве, Ивановски сепак, за Металург Ивановски, составот Ивановски, Китански, Стефановски, Шабани, Бајрам, Сетинов, брајчата Сетинов, Јакимовски, Јашаровски, Марковски, Михајлов, Милосовски, тој беше познат играч, Чирич и вториот Сетинов. Победа Мирсат Јонус на голот се знае, потоа Шалев, Радевич, Милан Тодоровски, Димовски, Владо Димовски, Фарук Јонус, Костов, Наумовски Тони, вашиот најблизок ми се чини во тоа време соиграч, Митрески, потоа Гунев, Тркалинов и Најдовски. Значи Коневски не беше. Коневски многу направ, не го гледам составот. Значи пишува овдека дека стрелец спасе Најдовски во 48-та минута. Значи во второто полувреме. Се сеќавате дека на трибините повеќе прилепчани отколку домашни навивачи? Да. Веќе после од Скопје па после од Скопје дојде од Прилеп. Да. Публика имаше доста од Прилеп. И како што рековме дека победа веќе не само играчите управата, него и градот веќе живна и веќе очекуваше на секој надпревар и да дојде да не бодри. Дали беше тука домашен надпревар или во гости, имаше доста публика што беше добро. И како што реков преđe, значи една одговорност веќе кај нас играчите, ама правиме ова веќе сега за постари играчи како што се Димовски и ние помладите веќе. Јас мислам дека ми беше со Металург дека прв старт ми беше да почнам од во прва постава. Да. Постигнав 3-4 гола, ама влегува второ полувреме. Да. Не ни очекував првите две утакмици, ама после третата кога постигнав гол, очекував да почнам, а не почнав ни тогаш. Значи пак второ полувреме влегов
и постигнав гол и тогаш. Значи на 4 утакмици постигнав гол и после Металург мислам дека бев стандарден противец. Многу беше важно за тоа време, бидејќи фудбалот без публика не може, имаше многу публика, не само во Прилеп, туку секаде каде победа гостуваше, некаков магнет за публиката. Секаде ве очекува како некој спектакл да се случува. Па, ако гледаш вака сега, јас имам неколку копии од ова слики и ова, кај во Австралија сега, кај шо... Чувате некоја архива имате? Имам, да, и стално ми покажувам и се чуда. Како вика може околу публика да има. И вика, кај си играл ти? Кај ќе споредиш со тоа сега и кај сум играл се чуда, вика, таква публика. Втора лига на Југославија, но победа се бори неочекувано за врвот во таа лига, во тоа време. Па добро се ние, ако тргнеме од голмано Јонус, па до 11 да речеме, Милеконевски мислам уште тогаш играше, дали јас... Да, играше Милеконевски. Па Костов, па Шалев, па не знам кој, па ако гледаш, сите биле, значи, квалитетни играчи. И сега не е тука само квалитето, меѓутоа систем... Вие дававте и повеќе од колку што се очекуваше. А не можеш, кажав јас пред ова. Јас ко сега гледам, кој ќе се пуштеше песната пред да излеземе на загревање со Чемпион, како беше, не можам. Да, англиската нема фудбалска химна, да? Јас му кажував на деца кога бев тренер, јас на петици не сум газил. Терено беше 50 пати подобар од сега. Беше како тепик. Ние само напрости се трчаме. Јас не памтам на петици да газиш. Од публиката, од дрењето, од амбиентот, тоа беше страшно. Сега доаѓа на превод со влазними дома. Значи, сега веќе се очекува од вас да победувате, како што победувате на гости, уште повеќе и дома. Со влазними една многу солидна екипа, ја победувате 2:0. Еве, на составот да се подсетиме и на стрелците. Тодоровски во 51-та, Тони Наумовски во 89-та минута, 2:0. Гледачи пишува 12.000, ова е новинарски извештај. За победа Мирсат Јонус, Шалев Радевич, Тодоровски, Димовски, Фарук Јонус, Најдовски, Богоевич, значи него да го спомниме. Сеќам, да, Богоевич. Костов, па Наумовски, Гунев, Тркалинов, Милеконевски. Значи состав со постари играчи и неколку млади играчи, меѓутоа квалитетни играчи. И сега резултатите беа тука. Постарите играчи во години, меѓутоа со квалитет, и ние младите со квалитет, со младост, значи една сложување на коцките. Тоа е тренерската работа. Значи треба да му најдеш на играчо правото место. Дали биле стари играчи, дали биле млади играчи. И треба да го составиш тимот од 11 играчи. И тука се резултатите. Значи, го спомнавме со влазними, меѓутоа сега имате еден подвиг на гости со Чачак, со Борац во Чачак, а Борац Чачак, знаеме, и тој претендент за првото место, постојано бил во втора лига, една многу силна екипа. Се сеќавате ли како беше во Чачак 0:1? Тркалинов го постигнува тој победоносен гол. Како се случи тој подвиг? Па сега кажав, значи стари квалитетни играчи и млади квалитетни играчи. Физички спремни, со знаење, значи кога тргнеме од Колмано Јонус, па не само до 11, не имавме на клупата на колку квалитетни играчи. Значи имаш избор и кога треба некој да замениш, клаваш исто квалитетен играч. Значи ти не губиш ништо, ти мо не губиш. И ја мислам од резултати да ида од тука. Јас кога бев во Србија и кога бев војска од Војводина, немаше некој да не знае за победа. И сигурно знае и детали, не само... Само спомни победа и детали зна. И ми раскажува некој како победа била јака, значи
Не само и нашата генерација, значи генерации пред тоа се сеќава на победа. На времето кога беа генерацијата пред нас со покојни Манески, Макбески сега, па Григоровски. Тоа не, низ цела Југославија не беше заборавено. После толку Значи еден бренд фудбалски. Да. Сам да ве подсетам за овој напред Борац победа 0:1. Еве овде имам извештај во српски весник, тогаш и југословенските весници пренесуваа, вика победа са 10 играча. Значи имало црвен картон за победа, овде пишува на тој надпревар црвен картон Шалев победа. Па добро за Шалев, Значи, не е тоа. без Некоја новост не е за Шалев. Не, Шалев беше Да, добар. тој беше играч темпераментен и многу корисен за Цврст, да. за екипата. Еден на еден тешко да го помениш, беше работеше и со раце, и со глава, и со нозе се. Ево го составов на победа Јонус Шалев Радевич, Костов Димовски, Миле Тодоровски, Најдовски, потоа Наумовски, Гунев, Тркалинов, Стојковски, значи Маријан Стојковски исто во да. составов и Миле Конески тука е. Значи 1:0, ова е еден од поголемите подвизи на тој терен. Среде Чачак, Борац, ретко му се случувало ова. Ше Бора Чачак, не само и сега, и пред тоа, од кога знам за фудбал, јас Бора Чачак стално бил во врвот и во втората лига. А и тогаш на прво место беше на табелата, која победивте. Да. Значи се направи еден подвиг да го победиш првиот. Значи бевме во ситуација каде што размислуваме да завршиме и прво место, да влеземе во првата лига. Да не ја забораваме, Црвена звезда од Милане ја победувате тука. Значи Црвена звезда не, дури 3:0 и еден солиден тим од Милане беше тогаш. И сега со тој надпревар и него ќе го спомниме овдека, значи 3:0, тоа заигрува и Владко Досев во екипава. Сеќавате и на Владко Досев со сигурен шут од далеко. Владко Досев шутираше од центар. Само да го помним, центара Владко Досев шутираше. Страшен шут. Јас не сум видел од тогаш таков играч што може од толкава далечина толку силно да шутне. Кога ќе се досудеше некој слободен удар, се знаеше дека тој треба да го штира. Па добро, зависи, имаше и други кои ќе дојде пред 16-18 метра, значи имаше за слободни удари, тоа не Наумовски беше добар за слободни удари. Досев од 18-20 метри шутираше, меѓутоа со силен шут кај што стои живиот зид е тешко да постигнеш гол. Меѓутоа кој е 20-30, топката оди како куршум, значи друга ситуација. Значи повеќето слободни удари ги изведуваше тој. Еве овде да се подсетиме со Црвена звезда од Милане 3:0, Досев 2 гола и Гунев уште еден, значи 3:0, веќе победа на прво место избива со оваа победа на табелата. Што си мислите тогаш, дали шансите се големи за прва лига, конечно победа во историјата, прв пат да Па биде веќе член? ние, да ти кажам, размислувавме да завршиме први. Значи управата, публиката, со квалитетот што го имаме, веќе ние мислеме дека ќе завршиме први. Сега можеме само да си нагаѓаме што се случуваше со некои утакмици. Јас бев доста млад и многу не ме интересираше во тоа време. Мене ме интересираше да влезам Играта. не играт, голот. Кај гол, само гол да дадеш да видиш другиот ден во вестникот. Тоа беше цел. После, од кој ќе се изгубеш утакмицата, се слуша муавети како било шо, ама нас многу и не интересираше младиве играчи. Значи, фокусирани бевме, како што рековме, пред надговорност, кога ќе влезеш внатре да играш, значи треба да дај се од се. А тоа беше да дадеш гол, ако не постигнеш гол, значи не вредиш.
Не си играл добро. Ги спомнавме овде речи сите играчи што настапуваа во тоа време, што ви беа соиграчи. Ајде да спомниме нешто и за стручниот штаб предводен од Кирил Аневски Тумано. Како беше стручњак Кирил Аневски? Што мислите ви? Јас многу пати имам речено, значи резултатите сами си говорат какви тренери биле. Значи тие направи еден јак тим со постари и со помлади играчи. Значи тренерската работа не е само да го направиш тренинга, меѓутоа треба да му најдиш место на секој играч. Значи соодветно место. И сега ние не можеме да речеме дека Кирил Аневски и помошниците, кој беа тогаш, беше Мицко Николовски. Мицко Николовски, Каше. И Каш. Покойник, да. Методија Крстевски Да, Каш. да. Значи за мене не само Кирил Аневски во тоа време како прв тренер, али работата што ја прави Николовски и Каше, тоа беше страшно, нарочито јас се сеќавам Зоран Мицевски кога дојде, како се работеше, како почна Мицевски и како заврши. Значи целата работа ја завршија тренерите. Значи Мицевски стана прв голман на репрезентацијата со помош на Каше и на Мицевски. Работеа дејни и ноќи со него. Значи резултатите се по работата. Значи треба да се тренира нормално, треба да се тренира и да се верува во себе. Јас се сеќавам Мицевски кога дојде тука неколку топки публика веќе и да не е во голо топка, а во голо деше. Меѓутоа, другата година, по 2 години, веќе Мицевски стана прав голман. И ден денеска, те работи со тренерите, баш прошлата недела имав шанса да го видам, ги учи по младите, значи страшно. Победа стално имала добри тренери тука. И прилепски играчи. Јас отко памтам како дете, Победа испод 10 играчи од Прилеп немало. Дојдовме сега до еден напред кој не можеме да го испуштиме. 7 победи наредивте, се очекува и 8-та победа. Тука играте со Нови Пазар 0-0. Јас имав можност да се сретнам и со Милан Тодоровски кој е во Австралија, која беше овде пред неколку години, разговаравме и со него најмногу ми се чини и со некои други од тоа време дека имаше нешто не фудбалско, влијаеше да вие не победивте на тој надпревар, многу значаен за да ја продолжите таа серија и да останете на првото место. Меѓутоа се случи со Нови Пазар, само 0-0. Вие како млади играчи што можете? Јас се сеќавам на таа утакмица. Значи јас тренирав, ја почнав утакмицата, меѓутоа топкава никако не идеше до мене. Трча лево, десно, напред, назад, некако не е како што беше пред другите така. Меѓутоа А имаш желба исто? Јас желба имав само да давам гол. Мене друго не ме интересирало, дали била наместена, дали не била. Меѓутоа се од после кога веќе работиве се искажа на вистините од муабетите од град, кога си го вратив филмот, значи топка, зошто не идеше до мене. Значи неколку играчи знаеа што ќе се деси. А ние помлади не знаеме ништо. Значи кој беа тука? Брајчата Јонус, Радевич, Димовски, тие знаеат. Ама сигурно од некои највисоки фактори било одлучено. Значи, сега се зборуваше дека Нови Пазар придонесол за победа да не отпадне минатата година, па сега победа била должна. Имаше и такви муабети. Сега дали беше проблем финансиската ситуација на клубот или не сакаја да влеземе во прва лига поради финансиски трошоци, дали Нови Пазар требаше да му вратиме на Нови Пазар. Има неколку варијанти. Може да има и вистина во тоа, али без разлика како било,
Мислам Нови Пазар да не беше за испаѓање. Не, се сеќавам. рана фаза на првенството, есенски дел. зошто? Есенски дел. Ако беше веќе така да му се врати на Нови Пазар, а првенство уште не беше дозавршено, значи кога веќе ти тераш резултати не би требало да се Уште есенскиот дел се играш. Значи да се направи таква грешка, ако беше од правата или тоа за мене не за тимо, али за цел град, да таа публика шуди тука, не е фер. Цел стадион да се наполни, сите да очекуваат нов триумф и на крајот разочарани да се заминат. За која причина да било е грешно. Значи на тој подем на тимо и ти сега од некој што рекол вака да биде, така да биде, не е убаво. Мислам, еве и ден денеска зборуваме, поминати се колку години. Многу години, тоа беше 87-ма есента. Па 30 години има. Повеќе од 30 години. 36. Значи не се заборава. Значи такви грешки не треба да се нарочито не тука во Прилеп. Значи, ете, тој надпревар некако придонесе вие да застанете И за готово. момент Тргна и надолу. другите екипи што освоја бодови во тоа време веќе ве престигна и вие наместо прво место тука некаде бевте, ама сепак една серија стопирана, веќе и атмосферата не е на такво ниво и се случи пораз и во Шабац 3:2 на некој силен дожд, ми се чини имало со Мачва. Со Мачва не се сеќавам тоа. Да, и веќе беше прашање дали вие воопшто ќе го издржите тоа темпо што сами го наметнавте поради овие причини претходно што ги кажавме. Сега сакам само уште еден надпревар барем од пролетниот дел кога го победувате ОФК Белград и во Белград. Освен во Прилеп есента, пролетта и во Белград 2:3. Јас мислам дека Васко Гунев беше И Досев, да. Досев. Васко Гунев беше тогаш веќе беше сведната нога во првата лига. Веќе беа заинтересирани неколку клубови за Васко Гунев. Васко Гунев беше централен напаѓач, да кажеме, центрафор во тоа време викен. Васко Гунев беше класичен центарфор, значи со физички предиспозиции, ретко напаѓачи со толку сила, со толку јачина, со Како некој атлетичар, али страшни нозе имаш, мускули страшни имаш. Васко Гунев не знаеше многу со топката, меѓутоа Васко Гунев кој ќе тргнеш 1-1, замина. Значи еве го Досев Физички многу ја, физички. Досев оддалечина првиот гол, вториот и третиот гол Васко Гунев на тој надпревар во Белград да кара Дурма да се победи во тоа време. Наистина еден Рековме пред ова, ОФК Белград беше меѓу попознатите тимови во тогашната втора лига. ОФК Белград располагаше со играчи од Црвена Звезда, од Партизан, што не беше случај со нас. Сите играчи беа Прилеп со неколку од кавадарците. Меѓутоа, сега ако зборуваме за ОФК Белград, кој имал играчи од Партизан, од Црвена Звезда, ние имаме играчи од Прилеп. А сме ги победили таму. И сега ние можеме да замислиме како Прилеп произведувал играчи за толкава достижност, значи во таа втора лига. Втора лига беше страшна тогаш. Не само првиот тим, вториот тим, па значи од 1 до колку тимови имаш тогаш? 18, 20. Сите беа јаки. Ти да одиш во Призрен да играш, а таму беше страшно да играш. Па ги победивме 2-1. Цел стадион беше заокружен со и после тоа и автобусот не го искрши. Еве пишува еден од српски вестник, тогаш излегуваше спот од Белград,
победа ОФК Beograd 2:3, крај плавих амбиција. Значи, после овој пораз тие веќе слегуваат од првото место, слегуваат надолу, веќе дома се поразени, неочекувано, никој не очекувал во Белград ОФК Beograd дома да изгуби од победа. Еве и тоа е голем наслов во српскиот вестник. Јас ви кажав пред ова. Цела Југославија знаеше за победа. Цела Југославија. Кај да одиш сегде знае. На насловна страница е ова, бидејќи вие играте во четврток пред 1 мај, тој натпревар со ОФК Beograd, па спортски настани нема толку многу од прва лига, затоа е централен настан овој ОФК Beograd победа. На насловна страница во вестникот. Во вестникот, да. И со фотографија каде што се постигнува и гол. Значи едно внимание во фокусот на интересирањето на јавноста тогашно. Како сега после овие успеси ги примивте тие на крајот неуспеси, односно победа не успева да остане во тој ранг после се што се случуваше? Како тоа го доживеавте? Па никој не очекуваше. Значи никој не очекуваше дова да се деси, меѓутоа една утакмица таа Нови Пазар се дотргна надолу. Значи кога еден тим игра во подем, има атмосфера, има све, една грешка кошта многу скапо. Значи се измести се од колосек. Се измести се од колосек. Значи почна меѓу играчите прво. Недоверба меѓу играчите сами по себе. Оти некој знаеше што се дешава, некој не знаеше што се дешава. На тренинг веќе почна една група, друга група, трета група и толку треба. Значи ја мислам дека сето тоа тргна. Затоа завршиме и кај што не треба. Да. Наместо прво место, 10-то место на конечната табела. Меѓутоа, стручњаците знаеа дека победа има многу вредни играчи и затоа вие, иако 10-то место, бевте најбаран клуб, односно играчите на победа беа најбарани на сите страни, заминавте скоро сите играчи од победа. Еве, за вас се интересирале и Осијек, каде што беше славниот хрватски голгетер Давор Шукер, и Војводина, каде што исто имаше прволигарски играчи. И што се случи тоа лето кога беа трансферите? За Осијек да ми кажете и за Војводина. Па добро, јас не сум ни очекувал дека некој ќе ме побара. На крај на сезоната заврши. Сум бил фокусиран на другата сезона, меѓутоа во меѓувреме ми се јави еден менаџер. Вика вака и вака, за тебе се заинтересиран и тој клуб. Дали сакаш? Не можеш да речиш не. Значи, бев тргнат за Војводина, а на првиот тренинг, тогаш беше тренер Љупко Петровиќ. Тој беше и тренер на Црвена звезда, она славна генерација. После тоа отиде до Црвена звезда и заеде неколку играчи од Војводина за Црвена звезда. Меѓутоа, после првиот тренинг, Љупко Петровиќ само рече, јас го сакам овој играч. Само еден тренинг направи. И што се случи во меѓувреме, се јави Осијек, заминавме за Осијек, одиграв 3-4 утакмици, постигнав 7 или 8 гола на пријателските. И директорот на клубот, тренерот на, не знам како се викаше тренерот, ми вика Спасе, потпиши, играш, не да тренираш, него играш ти и Давор Шукер напред. Не ги гледај парите, играш. Меѓутоа, во тоа време не одлучував јас, али грешката не беше направена. Јас Војводина имаше страшен тим на тоа време. Мислам, страшен беше целта на Љупко Петровиќ беше да не испадне Војводина. Меѓутоа, нови играчи имаше, 12 нови играчи имаше во таа сезона за Војводина. Се собира играчи само да не испадне.
Веќе јас подпишав за Војводина на 4 години. Во тоа време го имавме Шестич, го имавме Јокановиќ, го имавме Михајловиќ, го имавме голманот Чеде Марас, Мијич кој играше тој за репрезентација, значи играчи квалитетни, меѓутоа собрани од многу страни. А сега треба целта на тренерот беше, и него тоа знае, ни тој го докажа тоа, Војводина заврши прва, го освои првенството. Шампион на Југославија. Да, шампион на Југославија и во меѓувреме Љупко Петровиќ ме тргна настрана и ми вика Спасе, млад си, оди војска, Воркапиќ мора да игра, а ти си подобар од него, вака ми рече. Ти си подобар од него, оди отслужи војска, кога се вратиш, деветката е твоја. И кој ми рече така се одлучив за да одам во војска, меѓутоа јас не се врати во Војводина. Зошто договорот не беше испоштован, требаше сите пари да ми се дадат напред, пред подписот. И во меѓувреме добив пола парите и на крај не сакав да се вратам, меѓутоа на последниот ден од услужување од двојниот рок, Вардар дојде да ме пречека таму, на Капија. Дојде да ме зема за да одам Вардар. Значи тоа беше пресудно за во Вардар да се... Па, менаџерот не одлучуваше, тогаш јас се одлучив, ја реков не, парите не ми ги дадеа сите како што треба, јас се враќам назад. Сега Војводина мене не ме пушта. Не можам да одам во Вардар, пошто јас се имав 4 години подпишано, ама во тоа време имаше ако слезиш да играш во подолна лига, клубот не може да те држи. И затоа јас 6 месеци заминав во Ѓорче Петров, за да можам како слободен играч да заминам во Вардар. Меѓутоа Војводина по никоја цена не сакаше да ме пушти. А јас не се ни вратив таму. Може и направив грешка. Да ни кажете не направив грешка, не. За престојот во Војводина, да ни кажете Милош Шестич, Синича Михајловиќ. Како изгледа во тоа време тие играчи? Па јас се сеќавам како сега на тренинг. И Јокановиќ, и Шестич, за мене било доживле. Јас од Шестич дома сум го гледал на телевизија, сум седел на радио да слушам пренос, да го видам Шестич. На светско првенство играл. А јас дојдов да тренирам со него. А ни на крај памет да заиграм. Јас со Шестич играв, јас до Војводина изиграв куп утакмица, второ полувреме против Шалке за Интер Тото куп. Тоа ми беше таа утакмица само за Војводина. Пред да заминам војска. Значи летен куп е тој? Не знам се викаш Интер Тото куп, се како имало, не знам. Претежно во лето чинам дека се... Ми беше битно со Шалке да започнеш да играш со Шестич. Михајловиќ не беше уште докажан, Јокановиќ не беше, Воркапиќ не беше. Танѓа беше таму кој играше од Звезда. И цело време беше помошник на Михајловиќ во Италија. Мијуцич, кој играше за еден од најталентираните играчи во Југославија. Од голманот до... Тука ги спомнувам, има и двајца играчи млади, Вуков и кој беше уште еден голманот, Корач и уште еден имаше од Сутијарска дојде, значи 16 играчи беа дојдени од многу страни, меѓутоа Љупко Петровиќ, кој го докаже и со Звезда, значи го склопи тима и дојде до шампионска титула. Кога бев еднаш Новицат, кога ја отворив книгата со златни букви, моето име беше на последно. Значи сум бил дел од таа златна генерација. Останувате во историјата? Да. А за Осијек да ни кажете, еве Давор Шукер таму беше. Па како остана во спомен? Па да ти кажам, за мене беше едно не само тренерот, меѓутоа сите играчи ме молеа, Спасе, немој да идеш. Они тие знае дека ќе заминам. Гледај дека ќе заминам. Немој. Многу ме сака. Не знам како да сум останал таму, можете ќе се сменеше нешто. Меѓутоа реков јас и не е грешка што потпише Војводина и да дојдеш да тренираш со такви играчи кои после станаа светски класи.
шестичко што реков ми играли за репрезентација, значи за мене беше како млад сум седел на средина на таа голема и си викав кога ќе дојде еден ден, само една утакмица да изиграм тука. Тоа беше генерацијата на Магдевски клуб. Еднак да влезам да изиграм, тоа ми беше цел. А јас дојдов и да дојдам. Тоа беше соло. Да играм и доста утакмици тука и да бидам најдобар стрелец и да заминам странство и да играм Австралија, значи јас сум го планот мој заминал уште повисоко. И затоа и ден денеска сум задоволен за тоа што сум го постигнал. И ден денеска во Австралија 30 години сум. Сега за Вардар нешто да кажеме, играте за Вардар? За Вардар играв 2,5 години. Одиграв стандардно еднаш 10 утакмици, кој беше покојниот Кирил Дојчиновски. Значи Кирил Дојчиновски ми даде шанса пред Ранџеловиќ. Ранџеловиќ беше страшен центарфор беше. Кој подоцна замина во Грција. Меѓутоа во Вардар, заменувањето во Вардар дојде Џоко Хаџиевски, а пред да дојде Џоко Хаџиевски, јас бев во Битола и со Џоко Хаџиевски ние пуштивме рака. Јас да одам во Пелистер. Уште беа Милошевски училишта. Пуштивме рака, се вратив назад. Преседникот на Вардар тогаш одма заминав за Скопје. И онма го потпишав договор. И другиот ден Хаџиевски беше многу луд. И после 6 месеци Хаџиевски дојде во Вардар и ми вика, сега што правим? Зашто не потпишав за Пелистер? А Пелистер гадеше голем тим? Да. Сашо Милошевски ми кажуваше, спаси пред да дојдеш на тренинг, Џоко Хаџиевски дојде, рече сега ќе ви донесам еден брз играч. Значи Пелистер ако заминев тога ќе беше многу, му требаше еден брз играч напред и со Џоко Хаџиевски малце не да ме мразеше, ме тераше многу да трчам. Значи беше неиздржливо, не смеш да застанеш ни 3 секунди. Кога да дојдеш пред гол и че ти немаш ни сила ни топка да удриш, не можеш ни да се сконцентрисаш. И така испаднав едно време од Вардар. Значи од таа ситуација, најдека не бев слаб. Не ме оставаше да застанам 3 секунди, само да бркам напред, назад, горе, долу. Некогаш и сабите дури ме болеа, идеше да фатам да ги истргам вака од сила. Значи такво беше времето тогаш, млад играч. И сакаше Џоко Хаџиевски само да се трча. Еве денеска види центарфор овие од сегде. Трча, дури се трча, меѓутоа чек. Ситуација дојде. За тоа време, зошто тоа беше така, не можам ни денеска да си... Ти не можеш напред, назад, лево, десно, ако ќе дојдеш, немаш концентрација, не си постигнала така гол. Значи треба смиреност, во тоа време ја немав. И затоа имав и проблем со Џоко Хаџиевски тоже. Мислам, јас и ден денеска сум пријател со Џоко и на Фейсбук и на сите јас. Значи, ситуацијата тогаш беше таква. Тој е тренер, ние сме играчи. Играш, не играш, тренираш, не тренираш, нема тука. Сега, кога бевте играч на Вардар, една значајна средба, големот дерби се одигра против Победа. Сега играте против Победа. Тоа е прво дерби во првата фудбалска сезона на Македонија кога се самостои. Значи, овде на 23 имам пред мене податок, 23 август 1992 Победа Вардар 1:1. Вардар, за кого вие играте, доаѓа како еден професионален тим против Победа, која е на ниво на еден аматерски тим кој што беше претходно во третата лига на Југославија. И сега се очекуваше Вардар сигурно да победи тука. Да. Меѓутоа 1:1. Ајде, како се сеќавате на тој напревар? Тоа дерби. Сега одлична акција. И еве ги најинтересните моменти на вчерашниот надпревар, 30-та минута, голот на Тојновски, водство на Победа од 1:0. Работа ја заврши Гоце Марковски. Гоце Марковски се прошета по линијата
по корнер линијата на Изворено проигрување. Гоце Марковски. и ја се врти таа топка кон средината на 60. Еве го истиот момент за еден друг авет. Меѓутоа, радоста на финалите на победа и на присутната публика траеше кратко, само по 4 минути Вардар успеа да го изеднаши резултатот на 1:1 по едно невнимание или грешка на потесната одбрана на победа. Повеќе слободен удар на Бабунски. На голот на Зоран Мицески. Со број 8 Сашо Тодоровски. Еве 1-1, веднаш 31 минута победа. 7:0, 35 минута. Тодоровски 1:1, удар со глава. 1:1, 35 минута. Најдовски, впечаток е дека од Вардар се очекуваше повеќе. Тоа е точно. Дојдовме по 2 бода, меѓутоа ситуацијата испадна друга. Пред се публиката си го направи своето, 12 играч на победа. Резултатот реален спрема покажаната игра. Јас, да ви кажам право, сум изненаден од играта на победа, следејќи ги припремните резултати што ги постигна. Ние сите мислевме дека ќе биде полесно ли победа, докажа дека е фудбалски град и баш ми е мило што ја видов после неколку години публиката околу 10-15 илјади гледачи на стадионот. Едно прашање, интересно, дали доколку Спасе Најдовски го носише белиот дрес на победа, резултатот ќе беше поинаков? Јас не можам сега да кажам, меѓутоа ако го носев белиот дрес, максимално ќе се борев јас како Тони да постигнам еден гол. Сигурно тандемот Наумовски Најдовски по подлого време ќе можеше да проработи, но сепак има време можеби повторно да се сретнете во исти дрес. Јас би сакал, меѓутоа сега приликите се такви. Од други години, ако се може, јас сакам да играм со него. И пред ова Игравме публика, кратко и пред оваа публика. Вака сега, тренизите пред утакмицата со победа, Џоко Хаџиевски ме тргна настрана, рече Спасе ќе почнеш, ама рече немој да не играш. Сакаше да каже немој да попушташ, пошто си прилепчанен. Јас му реков, јас сум сега тука, јас играм, ако ми дајте шанса, јас ќе играм. Сега, победа беше квалитетна, со квалитетни играчи. Меѓутоа, финансиската ситуација беше лоша тогаш во победа. Колку што се сеќавам јас. Многу лошо. Да, беше многу лоша, играчите беа тие. Сега ние идеме, патуваме од Скопје за тука, за такмицата, знам што ќе се деси тука. Излегувате на теренот, и пред да излеземе. Сега јас играв за Вардар. Меѓутоа се моите мисли не се само Вардар. Мене ме удирал и умачеки се, јас сум прилепчан, јас ќе има 10.000, 15.000 публика. Не е исто. Кој сака нека речи, ќе речи ти играш таму за пари или како. емоции се управат. Не е исто, не е исто. Не е исто. Јас сакав да постигнам гол. Меѓутоа, еден чекор напред, еден чекор назад. Да не знам како ќе свата луѓето, меѓутоа за мене јас така сум се чувствувал. Еве да се подсетиме и на составиве за Вардар. Страшен тим Вардар. Зекир на голот, Страшен па тим. Љупчо Наумовски, Мирко Спасецки, Страшен тим. Костов, Бабунски, Љупчо Марковски, Урошевиќ, Ефтимов, Сашо Тодоровски, Спасе Најдовски прва постава, Љупчо вие и Горан Петрески беше резерва. Чунга Лунга, Саша Чирич и Сашо Милошев. Сашо Тренер Џоко Хаџиевски. Чунга беше резерва, беше измеѓу него и мене. Хаџиевски мене ми даде прв шанса. И кога беше? После второ полувреме 31 минута Тони Наумовски 1:0 за победа беше. Да. 31 минута. А 35-та Сашо Тодоровски. Сашо Тодоровски беше страшен играч. Сашо Тодоровски беше страшен играч. И со глава, и со
топка. Меѓутоа, ако правиме сега поредба меѓу Победа и Вардар, Вардар имаше од голмано не до 11, до 16 играчи квалитет имаше. 16 играчи. И сега зошто ќе речеме резултатот Вардар квалитетен со толкви играчи, Победа квалитетна, меѓутоа не како Вардар, а резултатот заврши еден. Па ти Михајловиќ го кажуваше, и јас кој излегов во Црвена звезда да играм стадион, јас сакав да се вратам, вика. Од таја буча од сите, па ти овде на 10-15 илјади гледачи, како сакав биди. Па еднаш топка да ја фати домашниот тим, одма се скандира, ти не можеш да играш. Како сакаш играч биди. Тоа е притисок, голем притисок. И затоа и заврши така. И затоа Победа, кога имала многу публика овдека, тешко да ја победиш. И после противник да била тешко е. Зато се вели 12 играч публика. Да, специјално тука мислам да не е излишно е да зборуваш, ама Победа стално, мислам прилеп. Не само нашата генерација, и пред тоа. Значи страшно е. Еве само да се подсетиме кои настапи за Победа. Зоран Мицевски, вашиот пријател на голот беше. Зоран Мицевски, Илиевски, Ѓоко Илиевски, Блаже Филиповски, Милан Тодоровски, Љупчо Милевски, да. потоа Јово Иванов, Николче Јошевски, Тони Наумовски, Божо Милошевски, Гоце Марковски, Тони Наумовски, Да. Мајран Стојковски, Манта, Дарко Крстевски и младиот тогаш Петар Митрев влегуваат. Да, а тренер Томе Георгиев. Покојни. Сигурно со повеќето од овие сте Па играв со сите. во комуникација сигурно се уште. Па со повеќето да, и на Facebook и на. Значи гледам да бидам во контакт со што можам повеќе играчи и од Вардар и од. Секаде каде што сте настапува. Да. И ги имам доста, да. Сега предлагам уште да се подсетиме на она заминување во Австралија, какво се случи 96-та година, да замините, односно вие и претходно мислам дека имате заминато во Австралија. 92 во Престон, Македонија. Уште бев играч на Вардар. Заминав по препорака на Зоран Трајчевски. Зоран Трајчевски беше појден таму. Македонија Престон бараше центар фор во тоа време и менаџеро беше Стив Ѓорџиевски од Битола. И за 2 недели заминав. Ѓоко Хаџиевски ми каже немој не оди. Се размислив, реков, јас одам. И во Петоков пристигнав, сабота требаше да играм. Патував цело време. Бев на клупата, а влегов второ полувреме, првата утакмица. Тешко, не оди. Меѓутоа, овдека е денски. Ви требаше адаптација? Овде е денски, да. Овде е денски, таму ноќе патуваш 24 сати. Второ полувреме не беше лошо. Меѓутоа, очекува од мене на секоја утакмица гол. Веќе на втората утакмица, па третата, четвртата, петтата, за 6 утакмици постигнав 5 гола. Да, ги имам тука, снимки имам од тие. И меѓутоа политиката во Австралија беше тогаш Престон Македонија да не постои, да се испади. Тоа се знаеш од почеток. Значи, а ние имавме Коки Абрамовски, Зоки Тасевски од Вардар, јас и Зоран Трајчевски со 4 играчи, плюс Џон Марковски од таму кој е страшен играч и неколку млади сите македонци. Значи направивме многу јак тим, меѓутоа го испадна на сила и после тоа се вратив назад. За политика мислите нови меѓуетнички однос? Да. Сето беше тоа, бикош во федерацијата беше Грчка. Сите беа грци таму. И тоа време веќе беше македонците и грците многу лошо беше. И тука беше поништувањето на Престон. Сега мислам дека полека одам нагоре, меѓутоа и политиката не е толку сега како што беше порано.
Тоа беше мојот прв пат и За колку време се вративте? 6 месеци. Значи кратко. 6 месеци, сезоната трае 6 месеци таму, после има пауза 3 месеци, па 2-3 месеци се припремите и така беше. Таму нема летно, зимско. Почнува сезоната јануар, завршува цела сезона, да речеме август, како било. А не како овде, па летно, па зимско. Еднаш се игра, се почнува, се завршува. А 96-та како пак се вративте во Австралија? Па се вратив назад, пред да се вратам јас добив позив из Австралија. Меѓутоа, не знам како се вратив назад. Од Вардар, уште бев играч на Вардар. И Симон дојде да разговара со мене. Само праша што треба, колку треба да дојдеш тука да се вратиш. И така се вратив во Победа. Мислам и таа година, првата кога се вратив, со 15 гола, мислам дека бев најдобар стрелец. Мислам 15 беа, да, така нешто. По долго време заедно заигравте Тони Новоски, тандем Спасе Недолски. Да. Сега Победа имам и неколку снимки, имам и неколку голови имам и од тука. На Димовски, Илија Димовски беше тренер? Да, Илија Димовски, Илија мајстор. Димовски, да. Илија Димовски беше тренер. Не беше баш како што треба. Имаме доста квалитетни играчи, се сеќам, Костадиновски беше тогаш, па и Панче дојде, па овој Крстев дојде и тој мислам, па Станковски. Сашо Крстев. Да, имаше неколку играчи, меѓутоа не бевме склопени како што беше пред тоа. И 94-та и 5-та ми се јавија од Сиднеј. Тие сакаја тројца играчи тука. Тони Новоски, Грозданов од Пелистер. Мислам првин дека разговараа со нив. И управата беше од Битола и не сакаа многу играчи од Прилеп. Меѓутоа не знам како испадна, Тони не сакаше, Грозданов се двумеше, вака бил онака и испадна јас заминах и останав таму ден денеска. Тоа беше 96-та. 96-та. Од 96-та, значи јас бев 29, скоро 30 години. И играв за истиот клуб, за Рокдал Илинден. Играв до мојата 38 година. Значи 8 години играв, од 30 до 38. Завршив... Значи 2000... Која година? 2003 завршив. Да. 2003 завршив. Значи пред 20 години да завршувате кариерата како играч. Да. Меѓутоа продолжувате како тренер? Завршив 2003, започнав со вториот тим кај што играв во Рокдал Илинден. После имав категории младински, значи работев со многу категории. И после бев прв тренер на тој тим бев, али за 2 месеци дури се бараше нов тренер. Јас бев само колку да за помош. И имав доста резултати таму. Инаку завршив во Илинден, завршив со 131 гол за 8 сезони. Значи и ден денеска го имам рекордо на тимот за... Значи пресидна статистика се води во клубот? Да. 130, не знам точно колку надпревари беа, ама сигурно 131 само за првенственик право плюс 100. Во кој ранг се надпреваруваше тој? Во втора лига. Во Илинден бе во втората лига. И с години тренирав, значи од категории 15, 16 години, 18. После направив пауза 2-3 години. И сега на последно бев тренер во втора лига во Волонгон. Значи таму е на првенство каде што се екипи од тоа место од таму на тој регион? Да. 2 години бев таму. Завршив едната година се поништи првенство да го завршив прв поради ковидот и прошлата година завршив втор. Требаше прв да завршам за да влеземе во таа погорна лига.
И не се деси, малце се разочарав и се годинава се вратив пак да играм за над 45 години. Сега моментално таму. За ветерански? Да. Ветеранските? Да, да. И дојдов се тука малце на одмори. Кариерата заврши. Да. На 56 години. Другиот месец правам 56. Да ми кажете нешто за овие надпревари кога играте и како играч и подоцна како тренер. Какви се тие надпревари по квалитет? Дали има публика на надпреварите? Публика има, во втората лига публика има 1000-2000 гледачи. А првата лига сегашната што е I-League, пред тоа се викаш инаку, не е битно, важно истата лига е, има по 20, 30, 40, 50 илјади гледачи. Значи се носа играчи од странство. Таа е професионална лига? Да, професионална лига е со професионални играчи, професионални тренери. Значи Австралија игра на секое светско првенство сега, по последните 4-5. Значи Австралија не е, како што викаа порано, фабричка лига. Не беше ни тогаш, меѓутоа, од тука се зборуваше, Спас оди да игра во фабричка лига. Аз се не играш во фабричка лига. Значи Австралија од почеток била, да одиш ти од една земја во друга да играш. Големи стадиони, значи? Треба, да, стадионите 80.000, 60, 70, 80.000. То стадиони сите стадиони. Ама вчера кога видов овој стадион тука, споредба, ама стадионов е добар. Меѓутоа треба да се наполни сега. Да се наполни треба да се донеса играчи од Прилеп. Секој стадион е добар ако има публика во него. Да. Па нема тука до... Јас кај што живеев таму, кога се постигне гол се слуша, па колку има? 2 километри има од тука кај што живеев. Да, тогаш се слушаше кога ќе се израдува публиката Цел град. поле каде што Цел град се игра, да. по нивите. Значи сега да завршиме со мабетов, значи победа била јака кој имала играч од Прилеп. И формулата е таа. Сега ние да не се лажиме со, кој што кажа сега играчи 10-12 стран. Не работи така. Овде има квалитет, играчи треба да се барат тука. Прилеп имало секојаш играчи. Има ли сега, ама треба некој да ги донесе. Инаку, најдовски, кога стасавте сега во Македонија? Па една недела сум тука. И кои градови ги посетивте? Па бев до Скопје и Прилеп. Жената ми е од Скопје и се... На таа релација сте Да, Прилеп, Скопје? Прилеп, Скопје. Се видовте со многу луѓе? Пријатели? Па на некои што не очекував ги видов, знаеш, како Со играчи? вративме, да, се вративме назад на некој случај од пред 30 години. Малце беше долго, ама издржавме. Многу е важно што првата прилика искористивте веднаш на стадион да гледате надпревар. Па не ми се погоди ни времето вчера, ама јас реков одам. Нема, јас одам. Ичта нема публика. Ништо не може да ве Јас одам и да е празен стадионот, да се вратам назад малце на старите времена. Да. Значи, не е возможно во Прилеп да дојде Спасе Најдовски, а да не го посети стадионот. Тоа не може да биде, не.